Значи, затоа е потребно вистински да влезете во медитативна состојба, за да си уклучите мозокот и за да размислите што вие сакате, колку многу сте во конфлуенција, колку многу немате здрави граници, колку многу мајкави, таткови, бабата, професорката у школа, учителот прво до четврто ви го има сјебано мозокот и вашето сопствено расудување. Медитација има врска со мислење. Не со ммкање, не со умкање, не со цитирање на туги молитви, што не се у вашата религија. Цртање на символи, на силабелс, што не ги ни почитувате, немате ни поима чиви се. Тоа е буквално непочитување на другите религии за мантри и за такви работи ќе зборам у некој друго видео. Ама ово е почетокот. Самиот концепт што го имате дека медитирате не е точен. Не можеш да медитираш со музика или со некоја фреквенција или со некој учител или водечка медитација. Нема водечка медитација. Добро вечер. Денеска би сакала да малку да ви објаснам, тоа е моја работа, да ви објаснам за да разберете нешто што многу често се збори во Македонија, посебно на овие простори, медитација. Видите, многу ми е смешно, интересно, малку жалосно, кога некој ќе почне да употребува зборови што апсолутно не ги разбира. На наше тло, посебно во Скопје, бидејќи тука се сите здруженија, сите семинари, се прави овдека, не дека нема и од другите градови има, меѓутоа кога ќе слушнам луѓе, посебно христијани, кои употребуваат, пример, хиндуистичка терминологија, будистичка терминологија, шинтуистичка терминологија, а немаат поима што значи тоа, се таман да отворам уста да почнам да објаснувам која е поентата. Меѓутоа има поента. Затоа, за да не објаснувам на секој поединечно, убаво е некои работи да ги разјасниме овака генерално. Видите, прво, ако не се бавите, као што ви зборам цело време, ако не проучувате едно нешто, минимум 4 години, нема шанси да го разберете. Значи, концепт на карма, концепт на енергетски центри, тоа е чакри, концепт на медитација, тоа не се македонски концепти, тоа не се христијански концепти. Многу е интересно кога христијанин ќе почне да употребува вакви концепти, ама ги врти на христијански начин, со 10 заповеди, све е со простување, све е со љубов, ово е грев, оно не е грев. Не може да си правите турлитава од религиозни концепти. Сега, или ќе употребувате концептите така како што е, или нема да си ќе преправате. Посебно не во моје присуство или присуство на некој што знае. Сега мислам, као што постојат интуитивни исцелители. Нема такво нешто како интуитивни исцелители. Интуицијата е дел од сите нас. Значи, интуицијата е дел од сите нас. Сите имаме интуиција. Сите сме се исцелители сами за себе. Интуитивен исцелител е гола вода, исто како да кажеш. Ништо не значи. Има едуциран исцелител, има неедуциран исцелител. Тоа е категоријата. Сите сме интуитивни за себе. Секој знае кога му се оди у веце, кога му се јаде, кога сака, не знам, нешто да прави со партнерот. Сите имаме интуиција. Не иде тоа така, исто као и медитација. Медитација е многу погрешно разбрана терминологија. Видите, медитација тука го подразбираат како си опушта мозокот на пасење, ајде да се одморам. Тоа е македонски концепт, тоа е балкански концепт на одмор. Во источната филозофија нема седење, нема одмор.
Таму мора све нешто да се работи, све нешто да се размислува. Значи, таму се движи. Од таму затоа сите спиритуални техники потекнуваат. Нема спиритуална техника што потекнува од христијанство или од муслиманство. Нема такви техники. Самата религија ги забранува тие техники, да се разбереме. Значи, или ги проучувајте концептите и бидете отворени за тие религиозни работи, како што се пример мантра. Мантра е молитва во хиндуистичката религија. Затоа не може христијанин да мантра. На вас ништо не ви значат тие богови и божества. Не може да верувате у Јеиша, у Исус, у Мајка Богородица и да пеете молитви за други богови. Мислам сега, пак ќе речем, горе никој не е глуп. Значи, не може ништо без ритуал, без почест. Зашо идете у црква? Тоа е вашиот ритуал, тоа е вашето почитување на вашето божество. Они си има други почитувања. Не може нивните божества да им ги повикувате додека се молите на вашите божества и да очекувате нешто да ви се деси додека медитирате. Нема логика. Не знам, стварно нема логика. Тоа е као кетчуп на пица. Италијанин да ве види. Нема логика. Исто и со медитација. Значи, медитација, самиот збор, видите, има неколку окултни држави во светот, кај што окултизмот, езотеријата, ексотеријата, значи сите овие учења потекнуваат, ама најмногу се негирани, тоест најмногу внимание им е посветено на нив во сите христијански земји, посебно порано, пред да се подели католицизмот и ортодоксијата, што предпоставувам дека најчесто све е или на латински, или англиски збор, или германски збор, италијанското е пак латинска основа, или грчка терминологија имаш, потекнува од грчкиот јазик, зависи, пример, основачот на некој ред, од каде потекнува. Ама најчесто имат латинска основа. И сега самиот збор медитаре, што е латински од медитација, значи да се размисли. Дури во англискиот јазик, ако се осмелите да симнете некоја, дури бесплатна книга, симнете, ама ве молам, прочитете нешто. Мислам, друг пат уста која ќе отворите за терминологија, што нито е у вашата религија, нито е у вашето образование, немојте да се чудите ако некој ви се смее. Пошто стварно не разбирате. Значи, медитација нема никаква врска со плескање газ или со опуштање или со спиење. Ако ти се спие, идеш да спиеш. Ако сакаш да се опуштиш, идеш да шеташ покрај кеј. Или иди си на водно, или не знам, опушти се. На крајот од денот имај убави односи со твојот партнер, не знам, гушкајте се, држете се за рака, гледате филмче. Тоа е опуштање. При медитација, вие треба да се споите со себе. Вие треба да размислите за себе посебно. Да размислите за проблем, за прашање. Медитација е дел од времето што го инвестирате за размислување. Медитација без mindfulness не постои. Што значи mindful? Мозокот мора, главата мора да ви е полна, умот мора да е 100% активен. Во mindfulness нема ништо пасење, не блееме као теле. Кога сме mindful, сме full присутни тука и сега. Кога медитираме, сме full присутни тука и сега и вие мислите на проблемот. To meditate upon something е целиот контекст на реченицата. Нема само meditate. Туку meditate upon something. Значи да се размисли за нешто. Дали ќе размислите за срценцето, дали ќе размислите за желудникот, дали ќе размислувате за бубрезите, дали ќе размислувате за у каков катастрофален и токсичен брак сте. Не е битно. Медитација значи да размислиш кај си во твојот живот, каков живот водиш, дали си во текот на твојата собствена мисија
или не си. Медитација значи да научите да ќутете. Нема медитација без ќутење, а ќутењето не е македонска карактеристика. Значи нема македонец што може да се затвори устата за да слушне, ретко кој. И свака чест на исклучоците. Навистина има деца, има луѓе што ќе ќутат додека некој што е поучен збори. Ама у принцип македончето све знае. Значи све знае, ние уста не затвараме. Ама ако не научите да ќутите, никогаш нема да слушнете, никогаш нема да научите да слушате ниту себе си, ниту вашиот партнер, ниту децата. Никој нема да слушнете. Луѓето најчесто ќутат само за да дојдат на ред. Луѓето додека ќутат, посебно видите го во бракот. Сигурна сум дека 99% и вие и вашиот брачен партнер која ќути само чека да престанете вие да зборите за да он си каже. Ништо не ве чул. Зато и толку има разводи и секој трет брак е со развод. Јас сум за развод. Токму затоа што на прво место ви се погрешни партнерите, пошто не знаете да се чуете себе си. Да помедитирате пред да влезете во брак. Ја мислам дека никој нема да стапи во брак. И не треба, ако немаш соодветен партнер, боле сам па салам. Ние сме перфектни, ние сме направени за сами. Ако требаше да имаме партнери, Господ по двајца ќе не раѓа. По двајца, по тројца, кој колку си сака. Да, ние сме социјални битија, меѓутоа тоа е избор. Ама не е правило. Не е обштествено правило да мора да влезеш у брак, да мора да ги слушаш другите, да мора да се подвинуваш по ненормални обштествени и етички, традиционални, културолошки принципи, што не се твои. А кој е твое? Затоа треба да научите доволно да ќутите, за да може да се слушнете себе си и да може да слушнете што глупости лупат другите. Ако вие само ќутете за да дојдете на ред, нема да чуете што глупости лупа другиот. Дали држи вода? Медитацијата е информирана состојба на твојот мозок, каде што ти според логички принципи правиш расудување на база на информации што меѓувреме си ќутел за да ги собереш и донасаш одлука за себе како понатаму. Тоа е медитација. И вклучува многу процеси каде што ти треба цел мозок. И онака размислуваме само со 3 до 7% мозок, па уште да го исклучите. Па зашо ви го дале? За да го исклучувате? Пошто вие знаете повеќе од Господ. Господ би го дал за да мислите, а вие сега треба да го исклучите за да не мислите. Па и онака доволно сме глуп народ. Ама стварно сме глупи. Посебно новите генерации што идат. Тоа е катастрофа. За разлика од Флиновата теорија дека со секоја генерација, мислам дека Флинов ефект се викаше, дека со секоја генерација расте коефициентот на интелигенција во Република Македонија, тоа неќе да го гледаме. Мислам дека не е во светот. Да зборам за нашето, значи тоа што го гледам надвор, ние со секоја генерација уназадуваме. Нормално ниво на интелигенција се ако е 20, па те. Значи, затоа треба медитација, ама вистинска медитација. Тоа е процес каде што вие ќе одвоите време секој Божи ден од денот за да се чуете себе си. Дали вие сакате да јадете у 3 саат? Дали некој знае зошто јадете на ручек? Дали некој знае, може логички да ми каже, што мајка се собирате за ручек, посебно у недела, кога сите се мрзете од фамилија? Нема македонска фамилија што се сакат. Зошто?
Дали сте размислиле? Дали сте размислиле зашо влагате у брак? Дали сте размислиле зашо имате деца? Затоа што така треба не одговор. Значи, затоа е потребно вистински да влезете во медитативна состојба, за да си уклучите мозокот и за да размислите што вие сакате, колку многу сте во конфлуенција, колку многу немате здрави граници, колку многу мајкави, таткови, бабата, професорката у школо, учителот прво до четврто ви го има сјебано мозокот и вашето сопствено расудување. Медитација има врска со мислење. Не со ммкање, не со умкање, не со цитирање на туги молитви, што не се у вашата религија. Цртање на символи, на seed syllables, што не ги ни почитувате, немате ни поима чиви се. Тоа е буквално непочитување на другите религии за мантри и за такви работи ќе зборам у некој друго видео. Ама ово е почетокот. Самиот концепт што го имате дека медитирате не е точен. Не можеш да медитираш со музика или со некоја фреквенција или со некој учител или водечка медитација. Нема водечка медитација, има визуализација. Тоа е веќе техника. Техниката е последен дел. Тоа е како вапцање јајце. А медитацијата е кокошката и петелот. Не може да вапцате јајца без да има кокошка и петел, па да направат јајце, па да тоа јајце си има гестативен период, па да дојде до продавница, па од продавница до вас во фрижидер, па да го сварете, па да го намачкате што се мачка, па да го вапцате. И сега вие вапцањето јајца го викате кокошката. Ма не е исто. Не само што не е исто, тука е абсурдно. Ништо не правете. Во Македонија никој не медитира. Никој. Затоа што сите се трудите да се опуштите, да го исклучите мозокот. Тоа е опуштање. Не е медитација. Медитација е да размислиш за нешто. Да размислите за органот. Да размислите колку сте благодарни, колку не сте благодарни. Колку сте у затвор сопствен. Колку не се знаете себе си. Кој проблем треба да се реши? Да ви дојде решение за проблем, затоа се влага во медитација. Да сватите работи, затоа се влага во медитација. И затоа медитација без mindfulness и без awareness нема consciousness. Значи, без полн ум и без свест нема свесност. Не можете да бидете свесни за ништо ако ги немате овие процеси. Научете да ќутете, за да можете да слушнете, за да можете да се информирате, за да можете да расудите како што треба, па да донесете одлука на медитативен начин. А медитацијски вежби се визуализација, концентрација и контемплација. Тоа е само последниот дел. И најчесто се сите три. Не можеш да визуализираш без да се концентрираш на тоа што некој друг ти го збори и без да кликне со тебе и без ти за тоа да си свесен и да насочиш твојата свесност. И тука пак бара исклучителна активност на мозокот за да се концентрираш на нешто што некој го збори. И тоа треба да ти кликне со тебе. Што ако не клика со тебе? Зашо продолжувате да слушате водички медитации или не ги не разбирате, па уште херцажите ни на YouTube, ни на Singing Bowls. Затоа треба да сте музичари, музикални, треба да знаете што правите. За медитација треба да размислувате. Доволно е да сте човечни, ама не препотентни. Не да мислите дека знаете се. Не се влага во медитација со его. Спиритуално его. Не се влага.
Не се влага во медитација по дефиниција македонска. Самата пракса потекнува од хиндуизмот, па потоа во будизмот, па потоа во шинтуизмот, си има посебен начин на седење, како енергијата. Видите, ние сме електромагнетно биополе. Енергијата, животната енергија е струја. И вие таа струја, тоа струјно поле околу нас треба да го одржувате стабилно. Поларитетите плюс и минус треба да се во баланс. Вие не треба да се го исклучите полето, туку треба да го балансирате, а за тоа треба цела свесност да имате за тоа у која состојба се наоѓате прво, па после да мислите кои техники да ги применувате за вашата состојба. Затоа, ако не се знаете себе си, немојте да одите на семинари. Тоа ти исто кога не знаеш оти идеш на операција на срце. И му викаш на кардиологот да те оперира, пошто бабата ти рекла дека е на срце. Дека со срцето нешто ти фали. А ти не можеш да си уклучиш твоја глава да видиш дали, не знам, се оде у веце само. Толка е разликата. Навистина прочитете. За мене најдобар учител за медитација е Джидо Кришнамурти. И ги видите, он е најголем учител, најголем предавач на теми на медитација. Никаде нема вежби. Јогистите и медитаторите не сме исти. Јогистите си имат јогистички вежби и медитацијски вежби во делот на јогата. Јогата е сосема друга филозофија од само медитаторите. Медитаторите немаме дишење. Дишеме како што дишеме, ма имаме врска со мозокот, со начинот на кој перцепираме нашето енергетско поле, начинот на кој го балансираме. Значи, во разговор самите со себе, тука и сега, и во решавање на проблеми, во бивање на нашиот животен флоу. Медитатор и јогист со јогистички медитација нема никаква врска. Мора да се разликуваат основна терминологија, ама затоа треба да навлезете во религијата, чиви терминологии се тие, а не да ми ги христијанизирате термините. Не иде тоа така. Ке направите каша попара и на крај буквално ке почне да ви шмелца вашиот нервен систем, пошто сте на погрешното место, во погрешното време, на погрешен начин. Ако уклучите, значи, нешто што бара поголема волтажа во двофазна струја, ќе прегори. И ако нешто што е мала волтажа во трофазна струја, ќе прегори. Шизофренија, психоза се случуваат за време на погрешни, шарлатански медитации. Внимавајте. Во наредно видео ќе збориме за тоа колку години смее и кој се смее да оди на спиритуално-енергетски пракси и да ги учи и да ги практикува. Меѓутоа, внимавајте, пошто не секоја направа, секоја бела техника, не секоја тостерче, у секаков штекер се брцка. Ке прегорите ако не си ја знаете волтажата. А за да си ја знаете волтажата, мора да научите да кјутите за да се чуете себе си. Тоа е медитација. Тишината во вас, тоа е медитација. Научите да сте тивки и со фул мозочен капацитет.